Почитувани добро вечер, вечерва во Став. Имам чест да разговарам со господја Ивана Ѓоргиевска, председателка на Советот на општина Куманово. Господја Ѓоргиевска, добро вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам, Снежа, на поканата. Секогаш ми е чест и задоволство да гостувам на твојот став и да си го кажам својот став. Ви благодарам. Новиот состав на Советот на изминатите неколку седмици донесе голем број на одлуки. Како го оценувате досегашното функционирање на Советот? Советот се формира на 27 ноември. До сега имаме одржано 5 седници. Значи за неполни 2,5 месеци, 5 седници, еден турбулентен период во кој што се носеше и буџетот, се носеа и поголем број на битни одлуки што се однесува до тековното работење на општина Куманово. Разгледавме, усвоивме околу 150 точки на дневен ред, значи функционираме. Како функционираме? Интересно функционираме, често пати со добра комуникација, често пати и малку по-голема галама во Советот, меѓутоа мислам дека секој почеток, како и овој на Советот, е тежок. Голем број на советници се млади. Треба да си го знаат и деловникот, треба да знаеме како треба да постапуваме на седниците на Советот, кои прашања дополнително да ги бараме, да ги разгледуваме, што значи дека најавува еден интересен состав на Совет, меѓутоа плоден според мене, затоа што станува збор за состав на Совет кој има голем број на млади советници, кои имаат енергија, имаат ентузијазам да отварат некои прашања кои можеби се подзаборавени и да ги решават преку Советот, и има голем број, не голем број, меѓутоа има едно 5-6 советника кои се веќе со неколку стажа позади мандата позади себе, значи ја знаат проблематиката на општината, на јавните претпријатија, нивните дискусии голем дел се издржани, што значи дека младите советници треба да учат од повозрастните кои имаат веќе искуство како советници. Во секој случај, според она енергија што ја гледам во Советот, сите сакаат да помогнат, да дадат некои иновативни идеи, некои иновативни предлози, и за мене тоа е добар почеток. Она што се однесува за мене како председателка на Совет, секоја седница е предизвик. Раководителот на одделение за поддршка на Советот Светислав Јовановски ни е на боледување, човек што е најголем познавач на работата на Советот, и мене наистина ми е недостига таа негова поддршка, меѓутоа има млад тим кој работи за Советот и некако функционираме. Овие 5 седници има пропусти, меѓутоа тоа не значи дека нема да ги исправиме. Битно ми е да се доставуваат материјали на време на советниците и ќе направам еден некој рез до кој период може да се доставуваат и точки кои ќе се разгледуваат, затоа што отпосле мора да се преведат тие материјали за советниците од албанска националност, да се разгледат внимателно на комисии, се што не е јасно да се праша, затоа што е млад состав на Совет, што значи на времено доставување на материјали до нас со немање на технички грешки ќе биде приоритет во наредните седници, некаков поголем ред да воведеме во функционирањето на Советот. Инаку комисиите беа направени, во самиот состав на Совет веќе функционира, направени се членови, ставени се членови од позиција опозиција, товарот сите подеднако го носат, без разлика кој е мнозинство, кој е опозиција во Советот. Председатели има и од опозиција, членови има распоредено според број на советници, толку места зафаќаат. Секој се најде во своја комисија според она што го има веќе доживеено и како сознание што ги имат, и мислам дека комисиите, затоа што учествувам скоро на секоја комисија, дават една убава, плодна расправа со многу прашања, со многу идеи, и комисиите за мене се показател дека нешто ќе се случува многу поубаво во Советот на општина Куманово. Новиот состав на Советот го сочинува 31 советник наместо 33 како што беше претходно. Каков е распоредот на позиција-опозиција во Советот? Членовите на Советот се бират, бројот на членови според населението во Куманово. За жал населението според последниот попис падна на 98,6 жители, и бројот на советниците падна на 31. Мнозинството го сочинуваат 19 советници, знам, ВМРО, ВЛЕН и ДПСМ. Опозиција сочинуваат НАИ, СДСМ и коалиција, Ред за Куманово и Левица.
Во секој случај, најчесто нели кога си председател на совет, мора со сите да се работуваш и ја таа тензија гледам да нели тој начин на комуникација ја преферирам. Кога ги повикувам координаторите на мнозинството, секогаш се повикани и координаторите од опозицијата за да учествуваат активно во било кој настан што се однесува нели до работата на советот или до работата нели како орган на општината, што значи дека не е изоставена и опозицијата. Она што на крај на денот е многу битно за функционирањето е сложноста во мнозинството, а тоа е постигнато со ВМРО, со ВЛЕН, со ДПСМ, имаме чести координации, се договараме за многу работи кои не засегаат како советници, што значи дека мислам дека ова мнозинство ќе биде стабилно во натамошниот период. Кои се вашите приоритети како председателка на советот веќе втор мандат? Така, приоритетите, мандат нов, меѓутоа приоритетите ми се стари. Транспарентно носење на одлуки, навремено добивање на материјали, разгледување убава на материјали, носење на одлуки кои се исклучително во корист на граѓаните, добра соработка со општинската администрација, со градоначалникот. И за мене личен приоритет сепак да се останам блиска со граѓаните. Значи, функцијата никогаш не ми представувала некој, да кажам, дека сега сум некоја функционерка и недостапна до народот. Напротив, често пати сум на терен, каде и да ме повикат, кога и да побарат средба со мене, сум секогаш достапна. Канцеларијата е кај нас доста прометна и верувам дека и другите советници, без разлика на мнозинство или опозиција, може да си ја користат таа канцеларија и да си примат граѓани. Често пати граѓаните кои ќе ги примам, ако можам да помогнам во момент, повикувам раководители од сектори за да им дават обяснување ако проблемот е поголем, правам состаноци кои се со поголема целна група, со повеќе раководители од општина Куманово, се разговара на дадена тема и доколку треба и седница на совет се држи за таква работа. Кои се најважните одлуки што ги донесе советот на изминатите 5 седмици? Па советот, најважно за советот е да донесе и за општината да донесе буџет. Буџет е една рамка во која што кажуваме колку средства имаме за социјала, за култура, за спорт, за субвенции, за бесплатен, дали се продолжува или не се продолжува бесплатен субвенционирање на линиски превоз, кои се инфраструктурни проекти. И тоа ние го направивме на крај на декември, значи донесовме сите тие програми, ги изгласавме и донесовме едно релативно добар буџет. Покрај буџетот, нешто што ми е мене многу битно е стратегија што ги донесовме на 5-та седница на Совет на општина Куманово. Тоа е стратегија за локална стратегија за млади, стратегија за родова еднаквост помеѓу мажи и жени и стратегија за социјална заштита и нов комунален ред, кој веќе го зборувавме во изминатиот период и време беше да се изгласа и да се дадат некои правци во постапувањето на комуналната инспекција. Овие стратегии навидум се документи, обични документи, меѓутоа без тие обични документи кои се изработуваат доста студиозно од страна на граѓаните, на изработувачите кои беа дадени со јавен повик, аплицираа на јавен повик и ги изработија стратегиите, без граѓанството и без граѓанскиот сектор воопшто всушност се документи кои се показатели каде ќе оди во наредниот период општина Куманово во оделен дел од општественото живење, например за социјална заштита кои се приоритети, за младински политики кои се приоритети, за родова еднаквост кои се приоритети. Врз основа на една ваква стратегија од претходниот период произлезе и советувалиште за жртви од семејно насилство, произлегува многу голем број на лиценцирани социјални услуги кои што општина Куманово ги нуди сега преку тие јавни повици и стратегии на нашите сограѓани. Комуналниот ред го зборувавме и од минатиот период, еден вид на усогласување на сите оние законски определби од државно ниво да се имплементират на локално ниво, значи усогласување со веќе постоечки закони. Кои се најголемите предизвици во обезбедувањето доволно средства за реализација на општинските проекти? Во општина Куманово и во сите општини секогаш недостасуваат пари, тоа е ниско ниво на децентрализација, ниско ниво на фискална децентрализација, на финансиска децентрализација. Слаби приходи, општински приходи кои често пати се даноци, такси, нови комунали. Меѓутоа, она што е добро во општина Куманово
и гледам дека секоја организација која сака да прави некој пилот проект доаѓа прво во општина Куманово затоа што имаме добра администрација, подготвена администрација, тоа што аплицира на меѓународни проекти, аплицира во меѓународни за пари на различни фондови, меѓунагранична соработка често пати се остварува, црпиме пари од унгарскиот кредит кој беше даден нели од страна на Влада на Република Македонија и од Североисточен плански регион внимателно се трошат парите за битни инфраструктурни проекти. Кога би било повисоко ниво на фискална децентрализација и финанска децентрализација, мислам дека општина Куманово знае каде да ги троши парите од своите граѓани и кои се приоритетите. На кои приоритети ќе се фокусира буџетот во 2026 година? Па во буџетот имаме одделено средства и за социјала, и за култура, и за спорт, исти средства како минатата година, иако буџетот беше скратен поради унгарскиот кредит и имплементирање на сите оние инфраструктурни проекти кои беа од унгарскиот кредит и кои беа од страна предвидено од страна на општина Куманово, што значи дека тоа се приоритети кои се од буџетот на општина Куманово. Јас лично очекувам дека ќе има ребаланс на буџет и дека оние наши барања што ги имаме како мнозинство што ги ветувавме на локални избори, дека навистина ќе може да се реализира затоа што во спротивен случај ќе излеземе дека манипулираме со нашите сограѓани, меѓутоа финансиите се тие и ќе се насочиме во оние битни сегменти за да не се оштетат граѓаните, дополнителни средства ќе се инвестират секако во инфраструктура, можеби во спорт, во култура доколку треба. Кои се најголемите инфраструктурни проекти кои што Советот во моментов ги поддржува? Веќе ги спомнав, јас спомнав те инфраструктурата. Така, инфраструктурни сведоци сме дека дефинитивно се пробива булеварот Октомвриска револуција, се става водоводна мрежа овој период, верувам дека брзо ќе се стави и канализациона мрежа и атмосферска канализација. Набрзо ќе почне и согласно временските услови и реализација на кружниот тек на тој потек. Она што се планирани средства и од Светска и од Европска банка што ги имаме аплицирано е обнова на филтер станица, Моше Пијаде, Бајрам Шабани, преку унгарскиот кредит ќе се реконструира улица Индустријска, која е огромен потек. До сега општина Куманово со своји општински пари не можеше ни да замисли таков огромен потек да се реконструира. Дополнително од директорот на Куманово глас гледам дека има некој проект што го турка додека се реконструира улицата да се стави и гасификациона мрежа, затоа што има голем број на индустријски објекти таму кои што барат поврзување со гасификација. Доколку се имплементира таму гасификациона мрежа, тоа значи поврзување на сите оние објекти кои се во делот на Бедиње, касарна, средношколскиот центар што е во изградба, факултетот, значи голем број на објекти и индустријски и општествени објекти ќе се гасифицират. Друго нешто што е битно, Бајрам Шабани која беше ставена атмосферска канализација ќе се реконструира, ќе се пробива пат кој е земјан моментално од Пчиња до село Романовце преку асфалтната база, на тој начин ќе скратиме доста, особено товарните возила ќе поминуваат тој дел, нема да поминуваат кон Народна револуција. Авној со 4 крака ќе се реконструира и ќе се прави улица 600 доле во Проевце, каде што има посебно нека Куба каде што не може да се помине затоа што патот се скроз пропаднат. Улица 425 во Иго Тричковиќ, Гладно поле, голем дел од улици се офатени и со канал и со асфалт. И голем број на инфраструктурни проекти за кои што граѓаните се и запознаени дека се аплицирани од страна на општина Куманово за унгарскиот кредит, што значи дека ќе имаме една година со многу инфраструктурни проекти. Моше Пијаде треба и атмосферска да се стави, целосна реконструкција да се прави. Тоа е централно градско подрачје кое предизвика голем број на проблеми.
при инсталирање на нова водоводна мрежа, меѓутоа не можеме да ги оставиме луѓето да користат стара од време на турско време. Она што е битно, има канализациона мрежа, ќе се менува и водоводна мрежа на улица 11 октомври, каде што е СВР и општината. Значи, голем број на проекти следуваат оваа година. Господја Георгиевска, каква улога има Советот во привлекување на домашни и странски инвестиции и дали општината има јасна стратегија за поддршка на малите и средните предпријатија? Каква е соработката со бизнис заедницата? Така, Советот на општина Куманово има поминана стратегија за развој на мали и средни предпријатија. Од страна на секторот ЛЕР има изготвен водач на инвеститори, значи нешто што е водач за инвестиции во Куманово и секој што е заинтересиран може да го има, каде да ги насочи своите инвестиции. Јас како председателка на Совет по улога, веќе ова е втор мандат како учествувам во ЛЕС заедно со градоначалникот, со Ахмет Јашаревски, кој е представник од ЛЕР, трипартитно тело кое е многу битно за функционирањето и за слушањето на реалните потреби на бизнес заедницата, ама и на синдикатите, составено е од општина, значи луѓе што се представници на општина, од синдикати и од работодавачи. Последниот состанок Бисера Серафимовска, една од менаџерите на Алфи, беше ставена од работодавачи да учествува со минлив мандат. Председателот ни е Најден Бајдевски, ја познава проблематиката на бизнес заедницата и често пати се дискутира за горливи теми кои можеби се расправат, можеби често пати сме ги расправале на ЛЕС во Куманово пред да се формира локален економски социјален совет на ниво на Македонија, затоа што голем период бевме пред сите лесови и како пример како се остварува таа соработка и со бизнес заедница. Во ЛЕС учествува по потреба како надворешен член и Димитар Тасевски, кој е главен на Фондација за мали и средни предпријатија, учествува за Нечиската комора, учествуваат биро, агенција за вработување, значи сите чинители кои може да дадат своја информација, свој став, за да може бизнисот да се развива во Куманово и да се споделат информации за кредити, за фондови кои се отворени за нашите стопанственици. Во рамки на ЛЕС функционираше и женско предприемништво. Мислам дека долго време сме пасивни, треба да ги повикаме членките. Во рамки на женско предприемништво членува и неколку советнички од претходниот состав на Совет, меѓутоа сите тие тела треба едноставно да се реобнова, да видиме мандатот, дали трае, дали има се уште интерес, затоа што се тоа се пробоно, доаѓаш и волонтираш и споделуваш во интерес на заедницата искуства и ги туркаш работите кон подобро, што значи дека Советот гласа одлуки, се што се однесува до бизнес заедницата може да помине ни Советот на општина Куманово, меѓутоа секторски сепак повеќе се работи на унапредување на бизнисите во Куманово, а преку ЛЕС едноставно составување на тие три битни чинители, општина, бизнес заедница и синдикати, за да алармират за некои работи, како што е, например, недостаток и на работна сила во Куманово. Господја Георгиевска, дали Советот има планови за подобрување на урбанистичкото планирање и зелените површини во Куманово? Така, се што е битен документ што се однесува до урбанистичко планирање, до зелени површини, поминува ни Совет на општина Куманово, таков е планот за одржлива урбана мобилност. Потоа за ерозивни подрачја гласавме една студија. СЕКАП веќе се садат садници кои се дел од проектот кој е преку општина Куманово, а го имплементира чистота и зеленило на Октомвриска револуција, садени висококвалитетни 200 садници, ќе се продолжи и со на Трета Македонска. Дел од нив се планират и во подрачјето на економското училиште Перонаков и во ученичкиот дом. Значи делови каде што велиме дека има поголема загаденост на воздухот. Зелени, тоа е за зелени и моја интенција, мислам дека интенција и на мнозинството, и гледам дека голем број од вработените се залагат секој кварт на Куманово да се гледа некоја зелена површина да се искористи, да се уреди.
Така, какви мерки презема Советот за решавање на проблемот со сообраќајниот метеж, со паркирањето и дали се планира подобрување на светлосната сигнализација, особено сега откако започна реализација на проектот Безбеден град? Така, претходните совети имаат изгласано А, Б и С зона. Во А зона има неколку места што се слободни, кои треба дополнително да се исцртат, меѓутоа Б зона воопшто не е исцртана, освен делот кај пожарна. Моја интенција, мислам дека и на мнозинството, па и на целиот совет, затоа што дискутираме за овој горлив проблем на комисиите, па и на самите седници, е дека мора да се имплементира таа Б зона. Во минатиот период имаше обиди, особено кај Барам Шабани, да се исцрта тој дел, меѓутоа имаше реакција од населението и се повлекоа. Имаме овој проект за урбана одржлива мобилност во кој што вели дека мора да има зони на смирен сообраќај, особено зони каде што околу училиштата, таму мора да се истрадат паркинг, дополнителни паркинг места и зоната да биде смирена затоа што станува збор за ученици, а дополнително Куманово паркинг има побарано техничка документација за голем дел на делови на град каде што е без зона да се направи од страна на Куманово план и да се имплементира ова 2026 година. Може би не е популарна мерка за нашите сограѓани, меѓутоа факт е дека веќе луѓето што имаат гаражи не ги паркираат своите автомобили во гаражи и мора да се стави некаков ред и во централното градско подрачје, меѓутоа веќе секоја улица и вон централното градско подрачје е блокирано од автомобили, па имаме веќе ние да одиме на коловозот, а автомобилите да си седат на тротоарите, што е сосема спротивно од здравиот разум. Што се однесува до семафорите, во 2025 со ребаланс на буџетот изгласавме 2,2 милиони денари кои беа за санација на лантерните, и тоа во она раскртница што е кај Зелен пазар, потоа кај Рим Парис, која е многу спорна раскртница, и кај школската амбуланта. Значи на тој потек сите лантерни ќе се сменат, тоа значи оние светлосни сигнализации. Дополнително обезбедивме 2 милиона за одржување на семафорите за 2026 година и очекувам во брз временски период сите тие проблеми што се со семафорската сигнализација да се надминат, особено затоа што Safe City веќе почнува да функционира и граѓаните не догодуваат дека семафорите не се согласени, особено кај Чоче доле, иако во разговор со СВР имам некои сознанија дека кога она што го тврдат дека на црвено биле фатени не е баш така, значи ако се придржуваат и до оваа семафорска сигнализација, сепак нема да имаат никаква казна. Меѓутоа, се што е од апел од граѓаните, мислам дека општина Куманово, особено за семафорите, треба навистина како приоритетна тема да ја стави да разгледува и да форсира побрзо постапување. Да ви кажам, семафорите не се сега проблем, веќе 1-2 години застарени се. Апсолутно на Советот зборуваме дека нема ниту резервни делови како може да се најдат тие семафори, најчесто се барат резервни делови на отпад, значи цела семафорска сигнализација треба да се преработи во општина Куманово, што не е мала сума на пари, или да размислуваме каде можат кружни текови да се прават, ама теснени се улиците, имаме автобуски превоз, значи округот на тие кружни текови треба да биде многу поопширен и поширок, што значи дека ова студија за сообраќај кој се изработува од страна на општина Куманово, ако е за ГУП, намена за ГУП, за изработка на ГУП, мислам дека ќе покаже многу работи што може, а што не може во општина Куманово во однос на сообраќајот. Најавивте акција за отстранување на хаварисани и отпадни возила, откако претходно беше донесена одлуката за комунален ред во општина Куманово. Ваква акција беше спроведена и минатата година, но чинам дека резултатот не беше како што беше очекувано и покрај тоа што граѓаните имаа можност без никакви финансиски импликации да ги отстранат своите хаварисани, односно стари возила. Едноставно мислам дека во општина Куманово ако нема некоја казна нема да постапуваме. Многу лошо звучи, меѓутоа секогаш се поаѓаме од самата себе. Ако нешто гледам дека законот важи за сите, сигурно ќе важи за мене, па ќе се ставам во ред.
Имавме два обиди за отстранување на хаварисани автомобили од јавни површини, според мене апсолутно неуспешни. И сега, откако го изгласавме новиот комунален ред, таму има баш пропишано како се постапува со хаварисани возила. И затоа што инсистирам секоја одлука што ќе дојде на Совет на општина Куманово и во која што ќе гласат советниците, треба да биде и имплементирана. Затоа повикав, инициирав една средба, повторна средба, со главните чинители кои треба да го решат овој проблем, а тоа се инспекција, комунална инспекција и инспекција за животна средина. На состанокот беше поканет раководителот Бобан Бојковски, кој исто така заинтересиран оваа акција навистина да успее, началникот на СВР Куманово, сектор за сообраќај, началникот на сектор за сообраќај, на општи управни постапки во општина при СВР кој е на републичко ниво. И сите координатори, секретарот на општината беше присутен, раководителот на сектор за комунални, значи сите чинители кои треба да дадат свој став, да дадат своје видување и да се направи акција. Уствари нема што да се прави, нели, план меѓу нас, за сите е пропишано едно правило и отплика има 5 чекори кои би требало да следуваат пред да се отстрани некој хаварисано авто, а тоа е комунална инспекција да евидентира таблички, автомобили со таблички и без таблички, кои подолго време стојат на јавни површини, го зафаќаат јавниот простор, пречат во движење и на пешаците и на возилата. Голем дел се оставени на паркинзите и си стојат таму со години. Некои се веќе и дрвја поминуваат низ нив. Значи долго време стојат. Значи прво евидентирање на тие автомобили од страна на комунална инспекција. Мислам дека во централното градско подрачје имаат веќе евидентирано 70 или 80 такви автомобили. Потоа тој список го доставуваат до СВР, СВР проверува кој е собственикот, го повикуваат, се гледа дали го регистрирал автомобилот. Според законот на СВР 15 дена ако не го регистрираш автомобилот, треба да го одјавиш и табличките да ги вратиш, значи се проверува таа постапка, се опоменуваат собствениците да ги одјават автомобилите, да ги вратат табличките и од страна на СВР се дава известување до службите на инспекцијски надзор дека тоа авто има собственик, е хаварисано, прогласено за хаварисано и дека треба да се отстрани од страна на инспекторот за животна средина, кој пријавува потоа до оние колективни постапувачи кои се двајца, кои се за отстранување баш на хаварисани автомобили, колективни постапувачи со кои што општина Куманово има склучено меморандум за соработка, значи сите сега чинители се исполнети и ако акцијата навистина и овој пат пропадне, тоа значи дека е до нас, до институциите и да едноставно дека нешто не е како што треба во применувањето на законските одредби. А комуналниот ред препишува некои повеќе елементи што се однесува и до нас кои сме собственици на домаќинства, на куќи, како треба дворот да изгледа, каков треба од надвор да изгледа, како треба ние да си го редуваме, до стамбените домари, до луѓето што живеат во стамбени објекти, како треба да се постапува, до јавните предпријатија, како треба да се постапува, до секој има одредба, меѓутоа она што инсистират инспекцијските служби да имаат извршни решенија. Значи, ако има некоја дупка ископена на асфалт, некој морал да се приклучи вода, ако тоа не го санира во одреден временски период, ќе се најде кој ќе го санира, меѓутоа парите ќе си ги плати собственикот на, односно оној што ја извршил таа активност, што значи дека тоа постапување секогаш ни фали. Веќе има размрдување на законските одредби и правење правилници и на ниво на државата, каде што одредени службеници веќе можат да казнуваат, меѓутоа тие одредби треба да се имплементираат на општинско ниво и мислам дека се уште се разговара за нив на државно ниво. Што се презема во однос на подобрувањето на квалитетот на воздухот во Куманово? Прво имаме 3 мерни станици кои, ако влезете во сајтот на општина, покажуваат навистина дали воздухот е загаден и во кој дел од Куманово е загаден, а имаме загаден воздух и тоа најчесто во домаќинствата, во делови од Куманово каде што имаме куќи, имаме домаќинства кои се греат на
лошо огревно дрво, претпоставувам. Сите оние показатели до сега што сме правеле студии, сите покажуваат дека домаќинствата се најголеми загадувачи. Што презема општина Куманово? Прво, гасификација во општина Куманово е во доста голема фаза напреднато, преку УНОПС. Сите пари што беа предвидени на ниво на Македонија беа повлечени од страна на нашите представници од општина Куманово, затоа што можеа да си ги имплементират проектите овдека со гасификација. 2024 се повржа техничкото училиште и ученичкиот дом. 2025 суд, СВР, биро, Центар за социјални работи, музичко училиште, на потек сега е Толи Зордомис, и има уште дополнителни кои се најавуваат проекти, а кои се до повржување на најинфрашери, и на клон пчелка над Пазар, сите тие објекти да се повржат, што значи дека УНОПС, а и секторот врши голема работа овдека, голем број на количина на пари влезе за да можат да се направат дистрибутивната мрежа на гасот да се однесе до тие делови, единствено треба приклучок да платат. Со унгарските пари се предвидени ширење на гасификациона мрежа во голем дел на Куманово. Веќе мрежата е проширена до Добрешани, индустријскиот дел на Добрешани, се викани се собствениците на тие бизниси, што и на погони што имат, дадени им се опции да се повржат на газ. Мислам дека има интерес за повржување. Мрежата ќе се шири до населба Карпош, дополнително и до индустријската. Имаме предвидено голем број на ширење на мрежа, например по Народна револуција, Тоде Думба, Драган Стопаревиќ, каде што има домаќинства, куќи кои може да се повржат. Сега имаме субвенционирање на приклучок за гасификација 25.000 денари предвидено од страна на општина Куманово. Дополнително слушам дека и од владата на Македонија ќе се дадат 30.000 денари и верувам дека ќе се повтори она што го доживеевме 2024, голем број на луѓе да се повржат на газ. Меѓутоа самиот газ метар кубен е скап и најчесто луѓето се одлучуваат да се греат или на дрво или на инвертер клими. Минатата година имавме субвенционирање на инвертер клими, секој можеше да се пријави и таа субвенција толку брзо се истроши, што кажавме оваа година ќе правиме пак. Меѓутоа, одлична е соработка со Хабитат и тие освен овие фасади што ги издействуваме да се стават во нивните проекти и делумно да бидат финансирани од нив, делумно од општината, делумно од граѓаните, самите граѓани, ни предложија дека можат дополнителни субвенции од нивна страна да предвидат за инвертер клими, меѓутоа за маргинализирани групи на граѓани, оние што се греат всушност со најголемиот отпад и најлошите дрвја, што значи дека се работи и на таа тема, дополнително садници, дополнително миење на улица, значи се работи на подобрување на квалитетот на воздухот. Се што е меѓународен фонд навистина се користи во општина Куманово. Сте инвестирали доволно во образовната инфраструктура и дигитализацијата? Училиштата се под Министерство за образование. Средните училишта скроз се обновени и дигитализирани. Во изградба е и сами фрашери и средношколскиот центар кај касарната во Бедиње, во кој што ќе бидат сместени учениците на сами фрашери и на техничкото училиште Албански паралелки. Средните училишта се одлично дигитализирани. Основните училишта делумно најголем дел се обновени, инфраструктурално обновени од страна на Министерството и од страна на општината. Предходниот период, оние што не се обновени чекат на список се во монт, она што на нас како општина ни е најбитно да имаме средена техничка документација за да може да излеземе во пресрет, односно со техничка документација се аплицира и да некако да излобираме и тие остаток на училишта да се обноват од страна на МОН.
во основните училишта делумно се дигитализирани, нема во секоја училница, верувам, смарт табла. Во Кочураци, например, јас каде што учам има, меѓутоа тие ги добија преку проекти, значи со самото залагање на менаџерот и на вработените на училиштето. Лоша е состојбата во подрачните училишта. Дел од нив што се централни, се реконструирани, меѓутоа некои од нив се уште не се реконструирани. Например, подрачното училиште во село Орашац се изработува сега проект, меѓутоа тоа е огромно училиште кое собирало на времето од 600 до 800 ученика. Меѓутоа сега се околу 32-3 деца. Не дека не треба да се направи нова инфраструктура за нив и еве затоа се прави и проект од страна на Куманово, план да помогне МОН, да помогне општината колку толку може да се замени столарија, да се заменат подови, струјата да се смени, значи затоа што тоа е веќе училиште што е долг временски период ставено на во една таква состојба во каква што е, поради недостаток на пари од Министерство за образование. Меѓутоа, општина Куманово има средба заедно со градоначалникот со луѓе кои се од Франција, кој е конзул за Македонија во Страсбург, луѓе што си имат своји организации кои се често пати поврзани со Хабитат, што значи дека една организација друга, ако имаш убаво искуство со неја, друга те препорачува, дојдоа кај нас, сака да учествуваат на 8 април, на денот на ромите, со своји ансамбли. Нели, немаме проблем ние со културни манифестации. За возврат понудија да се, нели, да може да донират во нешто што е образование. И ја предложивме училиштето во Режановце, подрачното училиште Анатолиј Зордмис во Режановце, ќе се менуваат прозорци и врати, целата екипа беше таму, виде дека нели, навистина треба, што значи дека се наоѓа, се размислува и секоја прилика се гледа да се инвестира во образованието за нашите најмали. Како граѓаните може да поднесат предлог или иницијатива до Советот на општина Куманово и какви мерки се преземаат за зголемување на учеството на граѓаните во креирањето на локалните политики? Така. Граѓаните може да поднесат иницијатива прво преку советниците. Не е прв случај. Потоа, најчесто преку архива ми стигат барања да се стави некоја точка на дневен ред, да се направи средба, да се разгледа некој проблем што е од страна на местната заедница. Можат и граѓанските организации, можат поединци да праќат до советници, до комисии. На сајтот на општина Куманово советот е организиран со тоа што го има мејл, има телефонски број, има можност да се прати порака до советник, и јас добивам такви пораки често пати на кои што секогаш одговарам, или пак порака и закажување на состанок со советниците или со комисиите кои би сакале да го разгледат, што значи дека секаква иницијатива од страна на граѓаните се разгледува, ако не на советот, меѓу нас на координација се алармират службите, се поднесува секторски да се разгледа проблемот, па потоа да се достават известувања до граѓаните, што значи дека советот и мислам општината е многу отворена за комуникација со граѓаните. Неодамна до Советот беше поднесена иницијатива од група на граѓани кои што добиле решение од Управата за јавни приходи за ретроактивно оденачување на приливите од странство. Во меѓувреме остваривте 2 средби со представници на засегнатите граѓани. Ке се расправали, ке се дискутирали за овој проблем на можеби на следната седница на Советот. Тоа не беше иницијатива од страна на граѓаните, туку беше поставување, барање на дополнителна точка на дневен ред. Лош случај на околности. Јас сум позната како председателка на Совет кој станува збор за локални прашања, политики и проблеми на нашите сограѓани, сум спремна да дискутирате на самата седница на Совет. Тоа го правев предходниот мандат и им давав предност да кажат што им е проблемот, кој им е ведувањето. Тако беше случајот со луѓето од Пчиња, кога депонијата гореше. Значи, за вакви работи секогаш излегувам во пресрет на нашите граѓани кога станува збор за локален проблем.
Мислев дека ова ќе остане државен проблем, односно проблем на нашите сограѓани со државните институции и со тоа што знаев дека има веќе некоја комуникација воспоставена со градоначалникот, со премиерот, со директорката на јавни приходи, значи мислев дека во таа насока ќе се движи и оправдано е натаму да се движи. Едноставно пред УЈП постојано повикуваа представниците до директорката, до градоначалникот, до Министерството за финансии, до премиерот, меѓутоа никогаш не повикаа за Советот. И мене ме изненадија со таква точка, затоа што да се разгледува на општина Куманово да се укинуваат даноци, решенија да се укинуваат, да се суди кој бил виновен, зошто не биле известени предходно, да се работат работи што се во дел на суд, што е државна институција, во дел на СВР, што е сепак државна институција, во дел на УЈП, да се раздуваат такви точки, за мене во тој момент беше неприфатливо. Не затоа што не ги почитувам граѓаните, не затоа што не сочувствувам, затоа што имам прво советникот Аце Трајковска во таа група на наши сограѓани која е засегна со овој проблем и од кој што голем број на информации ги знам. Меѓутоа, едноставно сметав дека советниците не се спремни и нема доволно сознание да зборуваат на таква тема и да носат препораки кои не се во нивна надлежност. Да се случише состанок со печалбарите предходно пред седницата, сигурно дека ќе ги пуштев на седница на Совет и ќе упатевме некои препораки, меѓутоа јас пак велам дека е на сплет на лоши околности и самата седница имаше многу бунтување. Мислев дека со тоа што ќе му дадам едноставно збор на градоначалникот да го извести Советот што се случува, како посредува, мислев дека на тој начин едноставно нема да дадам простор на луѓето да расправат материјална расправа за нешто што не е наша надлежност. Мене едноставно ми треба информација од страна на луѓето кои се засегнати нашите печалбари за проблеми. Се случи тоа што се случи. На првиот состанок што го остваривме, кажав кои се надлежности на Советот, докаде ние може да одиме. Тие не информира, сите координатори беа присутни, не информираа за се она ни што поминуваат преку 5 години од оночување не биле информирани или погрешно биле информирани, како и да е, барат од нас поддршка како нивни главни представници во Советот на општина Куманово и ќе ја добијат. Јас немам проблем луѓето да ги викнам на седница како што е во изминатиот период. Меѓутоа, во меѓувреме има средба со директорката, повторно имавме средба да ни известат, да видиме дали нешто се дали се мрдат работите и оние изјави веќе следуваат изјави од страна на директорката, од страна на градоначалникот, од нивна страна, дека им било ветувано дека ќе се излезе во пресрет на нивните барења, дека ќе се помогне од страна на УЈП по службена должност да се набават тие документи во фирми во кои што работеле во Авганистан и во Ирак и дека некако ќе се излезе во пресрет на барањето на овие наши сограѓани. Мислам дека инсистира да се држи седница на Совет пред 25-ти, затоа што на 25-ти е првата седница и јас немам никаков проблем, нека дојдат, нека да дискутират, ќе дадеме препораки, меѓутоа мој предлог беше до нив да почекаме да видиме што ќе се случува во меѓувреме. Има правообранител, има веќе покренато голем број на постапки, алармирани се сите институции, тие прават веќе граѓанско здружение, доставуваат спискови, доставуваат докази, да видиме. Меѓутоа, ако инсистират, јас немам проблем да направам една седница за нив и да си ги кажат маките, затоа што голем дел од тие печалбери 20-30 години назад ни го држуваат градот и сите сме свесни дека имаме и луѓе кои се од фамилија наша блиска, ништо поминувале тие одсуство од дома, како ги спечалиле тие пари, колку придонеле на локалната економија, што значи дека апсолутно немам ништо против да се расправа, меѓутоа до она ниво каде што ние можеме како Советот да алармираме. На кој начин Советот на општина Куманово ги поддржува младинските иницијативи? Па јас да ви кажам, не гледам многу младински иницијативи, за жал. Сите младинска организација која работи на младинските политики во општина Куманово, меѓутоа според мое мислење не се доволно
приметени, забележени во јавноста. Имат одделено средство од страна на општина Куманово, инвестират во тие младински политики, меѓутоа за мене млади кои се 18.000 во Куманово треба да бидат многу по-застапени, погласни и да ги слушаме. На последната седница донесовме локална стратегија за млади. Долго време се подготвува младински совет и во претходниот мандат, меѓутоа чекавме да поминат локалните избори, да се прибере малку и потоа тој иницијален одмор веќе пред 2 дена распиша јавен повик во кој што ги повикува сите организации кои се младински организации или здруженија на млади да дојдат и да го направат тоа младинско собрание, а потоа да се и направи младински совет. Јас професија ми е наставник и работам со тие млади луѓе, особено со тие што се во 9 одделение и знам каков потенцијал имат младите, колку идеи тие може да дадат и што може се да придонесат во градот, меѓутоа едноставно треба да се стимулират и да се прашат. Затоа ми е битен овој младински совет што ќе дискутира за теми кои потоа на нас советниците ќе ни бидат наложени, кои ќе дадат своји препораки, своји акциски планови, свој настан, меѓутоа ми е битно да излезат од таа емпатија и да почнат да си го чувствуваат градот и сите одлуки што ги носат, да ги гледат на лице место во градот. Значи, младинските политики секогаш ќе ги поддржувам затоа што едноставно не е проформа зборување, туку тие треба да учествуваат и во сегашноста и во својата иднина. Тие треба да си го градат градот. Општината е отворена за соработка со граѓанските организации, многу пати тоа достега е докажано. Задоволни ли сте од реализацијата на проектите? Така. Јас често пати зборувам не за да им се удварам на граѓанските организации, меѓутоа тие според мене имат квалификувани луѓе кои ја знаат проблематиката и за мене тие се продолжена рака на општината. Затоа инсистирам на тие јавни повици да се јавуваат се повеќе граѓански организации кои што делуваат во младински политики, кои делуваат во сфера на социјала, кои делуваат во женски прашања, особено мајка, тука ќе истакнам, од страна на социјални услуги Црвен крст и инклузива, Порака наша, за младински политики ЦИТ и постојано ги повикувам да учествуваат на тие јавни повици, да развиваат дополнителни услуги. Зошто инсистирам да бидат вклучени? Општината секогаш распишува јавни повици. На тие јавни повици аплицираат вакви граѓански здруженија. Што се однесува до општината има секогаш социјален план кој е секторски и каде што се гледат кои се приоритетите, а врз основа на овие усвоени стратегии знаеме веќе кои се приоритетите за наредните 5 години и аплицираат и развиваат социјална услуга. Во рок од година, година и пол, 2, општина Куманово може да ги поддржува со финансии, меѓутоа нивно е потоа да испорачат и да се лиценцират. Што значи лиценцирање? Едноставно да почнат да ги трошат државните, да ги привлечат државните пари, а општинските пари да ги ослободат, за да може други да се лиценцират. Оно што многу ми се допаѓа што граѓанските здруженија меѓу себе комуницираат, си помагаат и се понови граѓански здруженија кои се надополнуваат еден на друг. Еден ако развива една социјална услуга, другиот ќе развива друга социјална услуга. И со тек на време не само општина да дава пари, туку ќе почнат да влечат пари од државата, што значи со граѓанските организации и од сфера на спорт, и од сфера на култура, и од сфера на социјални и младински политики, апсолутно имам одлична и како совет имаме одлична соработка и јас често пати ги фалам одредени организации кои се едноставно мотори во тоа граѓанско движење, а кои со своето искуство пренасаат многу добар материјал за расправа и на другите граѓански организации, споделуваат искуство што е многу добро. Како ја гледате иднината на Куманово во наредните 5 до 10 години? Па Куманово секогаш бил индустријски град и го гледам како еден од центар на
стопанството на индустријата со нови речици, со отварање на нови индустријски зони капацитети. Мислам дека за 10 години не би требало да има Кумановец кој ќе оди на печалба во странство да печели пари, туку сите ќе си го најдеме лепчето овдека во Куманова. Ќе има поголема конкуренција, повисоки плати, а кога има економија и стопанство кога е развиено, секогаш се подобра и култура, и спорт, и социјалните услуги секогаш се подобри затоа што бизнисот секогаш е поврзан со општественото живење. Едноставно ставање на го гледам Куманово за 10 години како многу поурбано, многу помодерно, многу почисто и целата интенција и моето партиципирање во политика е навистина Куманово да доживее една ренесанса и во естетскиот изглед на Куманово, не само во функционалниот. И сосема на крајот, на кои области сметате дека треба повеќе политичка храброст и иницијатива? Политичка храброст дефинитивно треба во спроведување на комунален ред. Значи да не се додворуваме на нашите сограѓани и постојано да попуштаме, туку да кажеме ова важи за сите и да почнеме да постапуваме, односно комуналниот ред да го си го спроведуваме. Затоа толку многу инсистирање беше од моја страна, од страната на советниците на знам да се донесе тој нов комунален ред, меѓутоа и да најдеме начин како да го спроведеме институционално, а тоа значи поврзување на сите институции и одговорност према сите институции, вклучувајќи ги граѓаните, сите нас поединечно, поваѓајќи се од самите себе си. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Благодарам, ми беше чест. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Се гледаме за 2 седмици. Пријатна вечер.